Почитувана председателка на комисијата, почитувани колеги и пратеници, почитувана јавност. Имено со овој амандман кој што беше образложен претходно, морам да кажам дека е нешто кое што веќе постои инаку во нашата држава. Лично присуствував на промоција на самата платформа која што беше исто така и креирана од страна на група на студенти, врз која што може младите да најдат part-time job додека се студенти или додека се средношколци, и оваа платформа е веќе воспоставена. Јас повикувам да и би дала секој пат поддршка, институционална поддршка поголема во делот на унапредување на она кое што веќе го имаме. Секој пат моделите кои што се применливи во Словенија, ценам дека се, ајде да речам, применливи можеби во Македонија, што ни е навистина драго, ни е навистина репер, бидејќи имаме исто така и добра комуникација со пратениците од Словенија, особено со оние пратеници кои што доаѓаат исто така од Клубот за младински прашања и политики во Словенија, така што ова е нешто кое што е веќе реализирано и нешто кое што веќе постои. Јас би одела во насока на софтверско напредување можеби на оваа платформа, која што е исто така креирана од страна на млади луѓе, од страна на студенти. Она која што е напомената во амандманот, тоа е економската стабилност и независност на младите. Имено морам да информирам дека денеска официјално има и соопштение дека утре премиерот на Република Македонија Христијан Мицкоски ќе ги доделува решенијата за оперативниот план за вработување. Односно, овој оперативен план за вработување кој што беше донесен претходно е точно наменет, дури над 65% е наменет за младите до 29 години, а е исполнети со мерки за младите и над 29 години, што всушност представува и директна и ефикасна поддршка на младите предприемачи, односно да ги насочуваме младите на она кое што значи поддршка на предприемништвото, поддршка на младите да основаат свој сопствен бизнис, да бидат самовработени, да бидат независни. Над 65% од овој оперативен план за вработување, повторувам, се токму за младите до 29 години. И ценам дека ќе даде една ефикасна поддршка по однос на намалување на младинската невработеност. И имено и кога беше истакнат и беше отворен повикот за аплицирање за овој оперативен план за вработување, имавме навистина голема заинтересираност од страна на младите, и мислам дека и во оваа насока, доколку има заинтересираност, државата секој пат ќе биде отворена истата оваа пракса и да ја продолжи. И јас од тука повторно повикувам да кога имаме една ваква убава работа, кога се однесува на најмладите, да имаме консензус по однос на овие прашања. Инаку овој оперативен план за вработување, морам да истакнам дека е со рекордни 40 милиони евра, што е зголемување по однос на претходно и нешто кое што не било случај претходно да бидат токму посветени на во најголем процент токму на овие млади луѓе кои што се опфатени од веќе со точна бројка со 16.500 лица кои што ќе бидат поддржани со самовработување. Инаку со овој оперативен план за вработување за младите лица кои што се над 29 години обезбедуваме финансиска поддршка од 7.000 евра, а за младите луѓе кои што аплицираат по однос на овие мерки до 29 години кои што се финансиска поддршка од 10.000 евра, што е повеќе за овие млади лица кои што се нели по 29 години. И тука постои можност, доколку младите луѓе кои што се до 29 години, доколку се основаат, доколку се формираат и се здружат во друштво со ограничена одговорност, да добијат финансиска поддршка до 20.000 евра, а за оние кои што се над 29 години, доколку се здружат во друштво со ограничена одговорност, финансиска поддршка од 14.000 евра. Со овој оперативен план за вработување, освен за овие мерки за самовработување, многу голем дел стратешки планирано се направени и за IT вештини, за потикнување на IT вештините не само кај младите, туку и кај повозрасната категорија на граѓани, кај потикнување на предприемништвото. Исто така овој оперативен план за вработување се однесува и на опредување на странските јазици, за водење на бизниси, нешто кое што е ценам еве за поддршка и за пофалба од страна на оваа влада предводена од ВМРО, ДПМН и коалицијата. И ценам дека така се поддржуваат младите со суштински мерки, со суштински план, не со паушални мерки кои што ќе бидат еднократни, кои што нема да дадат толку голем
резултат. Ова е вистинскиот начин да се задржат младите во Македонија преку поттикнување на предприемништвото, а не со едни неславни мерки, со едни неславни проекти од страна, поддржани од страна на фондот за иновации или познат како ФИТР, каде што младите буквално беа навредувани со поддршка на летачки магариња, со поддршка на вкусови на пица, со бинарни вециња, нешто кое што за секој млад човек искрено е голем срам, и тоа огромни суми, милионски суми, но веќе тоа не е случај во Република Македонија и се фокусираме на вакви суштински проекти кои што го поттикнуваат предприемништвото, или пак да потсетам, немаме повеќе средства и немаме повеќе онакви млади амбициозни луѓе во Република Македонија на 20 години кои што купуваат трговски центри. Тоа беше апсолутно понижување на интелигенцијата на младиот човек. Туку сега ќе се фокусираме токму на оние кои што има најпотребно, а тоа е само вработување на овие категории на лица кои што ќе ги поддржиме со отварање и поттикнување на сопствените бизниси преку кои што ќе се издржуваат и тие самите, но и ќе го издржуваат и своето семејство. Ви благодарам.